Ова беше година исполнета со големи, сериозни, тешки последици од пандемијата. Ова беше година која исто така ја одбележа низа други кризни состојби, вонредни состојби за човекот, за човечката цивилизација низ целиот свет, а тоа беше и една ситуација, состојба во која имавме трагични последици од ова тешка пандемија, меѓутоа и трагични последици, сериозни последици по општеството, по политичката култура, по јавноста, воопшто и од инфодемијата, а тоа е состојба во која дезинформацијските кампањи го загрозуваа животот на луѓето на различни начини, ја загрозуваа стабилноста и безбедноста на државите и го успоруваа текот на активностите, на операциите потребни за да се бориме против COVID-19. Ова беше година во која ниту војните, ниту терористичките напади, крвавите терористички напади не ја одминаа, не го одминаа новинарскиот, односно агенцискиот тикер. Видовме многу трагични последици од тоа што подразбира една војна или пак терористички напади. Тоа што ја одбележа оваа година исто така може да се каже дека се и низа други подобри околности. Во целата неволја видовме една многу силна потреба на човекот да се солидаризира, да помогне на другите. Тука завршуваме една година во која солидарноста, човечноста, хуманоста се покажаа дека се уште се дел од човечката цивилизација. Тоа го видовме и во рамките на Европска Унија, го видовме и во рамките на секоја држава посебно. Видовме низа примери, безбројна низа примери од тоа како луѓето кои на различни позиции на кои се наоѓаат во својот живот, во општеството, со различни потекла, покажаа една силна човечна димензија, една потреба да му помогнат на другиот. Многу луѓе покажаа дека се всушност херои и хероини на денешницата. Нема потреба да бидат под светлината на рефлекторите за тие да ја покажат својата човечност и за тоа треба да им се оддаде признание. Најголемо признание во текот на изминатата година треба сепак да им се даде на сите кои се поврзани, на сите кои работат во здравствениот сектор. Доктори, медицински сестри, медицински персонал воопшто. Се разбира, не помалку пожртвуваност и храброст покажаа и многу други луѓе кои работат во други сектори. Ние сме на прагот на една нова година во која што имаме навистина очекувања да биде подобро од претходната. Мислам дека тоа и секој граѓанин веќе го зборува јавно, некако сите како да велат нека замине што поскоро ова COVID-20. За жал, јас мислам дека и следната ќе биде COVID. Се разбира, ќе биде година на излез од COVID. Пред се мислам дека ќе продолжат оние, би ги нарекол, вонредни или кризни комуникации во јавност, поврзани со справувањето со пандемијата предизвикана од COVID-19, со тоа што овој пат имаме нов предизвик пред нас. Тоа е информирањето на населението во врска со вакцината. Во 2021 треба да се случи масовна вакцинација на светската популација, вклучително и на граѓаните на Северна Македонија. И очекувам тука масовно информирање од страна на владата, на институциите кон граѓаните, со цел да ги доближат информациите за бенефитот од вакцината, дека тоа е проверена, научна состојка медицинска, која што и тоа како треба сите граѓани да ја примат со цел да се заштитиме од светската пандемија. Ние имавме безброј дезинформации околу појавата на COVID. Сега ќе се соочиме и веќе се соочуваме со нови дезинформации околу вакцината и затоа велам дека COVID-19 и вакцината како една од главните мерки поврзани со излезот од таа пандемија ќе бидат во главниот фокус и понатаму.
се разбира, информирањето околу мерките, околу заштитата, маските, дистанцата, негрупирањето ќе продолжат. Се надевам, имајќи предвид вакцината во помал обем, но ќе продолжи информирањето за мерките кои што државата ги обезбедува за ранливите категории граѓани и за сите граѓани кои што се погодени од кризата. Без разлика дали станува збор за економска помош, дали станува збор за друг тип на социјална помош или за здравствена мерка, несомнено ковид и во 21 ќе биде тема проведен. Од кризните комуникации или од вонредните, мислам дека односите Северна Македонија и Бугарија ќе продолжат да бидат во врвот на интересот на јавноста, на медиумите и на политичките случувања, особено бидејќи се поврзани со почетокот на преговорите на Северна Македонија со Европската унија за членство во унијата. Очекувам во 21 да почнеме преговори и да имаме масовна комуникација, интензивна комуникација околу стартот на преговорите, што би рекло во почетокот, првиот период од годината, повеќе информации во јавност околу преговорите меѓу Северна Македонија и Бугарија, со надеж дека ќе биде постигнато решение, информирање на граѓаните околу самото решение и понатаму околу стартот на преговорите. И тоа е околу оние, да речеме, кризни или теми кои што не се најпосакувани, се разбира, освен стартот на преговорите, се друго, и ковид, и проблемот со Бугарија, не е нешто кое што некој го планирал, нешто кое што посакуваме да го има во ете. Сакаме тие работи што поскоро да останат зад нас. Велам дека фокусот ќе биде на овие две теми, но и на справувањето со дезинформациите кои што произлегуваат од овие две теми и со овој негативен феномен во општеството воопшто. Ние како влада планираме во 21 сериозно и понатаму сериозно се занимаваме со спречувањето на ширењето на лажни вести, односно пружање отпор кон феноменот дезинформации во соработка со нашите стратешки сојузници, со НАТО, со другите влади на земјите членки на ЕУ и земјите членки на НАТО. Најавивме веќе и планираме тоа да го спроведеме во 21 веќе да се најдат начини медиумската писменост да стане пополека дел од образовниот курикулум. Тоа е дел и од новата образовна реформа која што се најавува, која што и тоа како од интерес на јавноста. Ќе продолжиме да ја спроведуваме стратегијата за транспарентност. Користам прилика за цивил ексклузивна информација дека и за мерењето за 19-та, кое што е објавено пред неколку дена, Сдруженијето регионално Action South East Europe ја бележи Северна Македонија, односно владата, извршната власт на Северна Македонија на првото место по отвореност во споредба со земјите од регионот. Ние овој престиж го држиме уште од 17-та, кога дојде до политичка промена на власта. Северна Македонија од последна стигна на прво место по отвореноста. Се мери транспарентноста на владата, се мери достапноста, пристапноста. Имаме чест да бидеме први по регионот по транспарентност, отчетност и отвореност. И не е лесна задача да се задржи ова прво место и да се обезбедува таа активна транспарентност и понатаму. Во 21 очекувам сериозно да биде третирана темата во јавност, темата прочистување на судството. На крајот на оваа година ќе биде презентиран концептот, кој што верувам дека правосудните органи они го креираат, тие треба и да го одобрат и усвојат и да видиме конечно конкретни разврски поврзани со одвојувањето на нечестните од честните суди во 21. Друг важен проект, важна тема која што е од највисок интерес на населението, би рекол повеќе децениски интерес на населението е пописот. Планирано е во април, значи пролетта да се спроведе пописот. Тоа е најважната статистичка, можеби повеќе статистичка операција за земјава. Неаме спроведено попис повеќе децении, би рекол. Повеќе од една деценија неаме спроведено попис, а податоците од тој попис се и тоа како важни за проекциите за развој на државата, пред се економски и социјални, се развива многу помалку политички. Знаете, треба да го продолжиме патот по кој што тргнавме веќе од 2019 година. Не е едноставен, трнлив е, како што знаете, корупцијата е навлезена во сите пори, стана начин на живење, што е многу страшно. Тоа е она ситната корупција, би рекла. Уште пострашна е законската корупција,
каде што се очекува прилично од нас да дадеме свој придонес, меѓутоа не сме единствената институција во таа алка, треба и другите институции кои што ги подготвуваат законските решенија, па да не ги достават своите законски решенија да направиме антикорупцијска проверка на легислативата. Меѓутоа, сепак би кажала дека основен чекор кој што треба да се направи не само во 2021, него воопшто од час поскоро и сите години натаму е борбата на личноста сама со себе. Значи, борбата за интегритет, борбата за професионалност, борбата за законитост, за законито работење и слично. Значи, интегритетот на една личност и незиното професионално постапување може да почне да гарантира дека нешто позитивно може да се случува во државата. Се додека приватниот интерес е оној кој што раководи и ги поврзува луѓето, без оглед на партиска или било каква припадност, не е битно, патот е зацементиран. Меѓутоа, мислам дека секој треба да отвори очи и да се зголеми нивото на свеста, но и нивото на совеста. Нивото на свеста кај граѓаните, дека никому ништо не должат. А нивото на совест кај оние што извршуваат јавни функции, дека никој ништо не им должи. Мислам дека тоа е основното од каде што треба да тргнеме. Ние знаете дека со нашето постапување по одделни пријави започнавме веќе да отвараме проблемите што стануваат појави. Да кажеме, проблемот со вработувањата и злоупотребата на дискреционите овластувања е еден голем проблем во општеството кој што сите ги засега. Меѓутоа и кој што гарантира тонење на државата, бидејќи не овозможува квалитетни луѓе и професионални луѓе, компетентни луѓе да дојдат на одредени работни позиции. Ние, како што знаете, подготвивме со поддршка на Холандската амбасада и со поддршка на Transparency International, подготвивме анализа и ги детектиравме сите ранливи точки кои што треба да се отстранат во 19 закони каде што е третирано на проблемот за вработување. Значи, тоа се материјалните закони. На потеке владата, на потеке собранието, да ги направат тие измени и да се ограничи дискреционото овластување. Во борбата кон правично општество и борбата против корупцијата, владата постави јасна цел и темели во 4-годишната програма. Да градиме систем кој одвраќа од злоупотреби на корупција и јасно ја лоцира одговорност. Пред 3 месеци на предвремените избори ја добивме довербата од граѓаните и затоа имаме обврска и одговорност да се справиме со сите сериозни предизвици кои ги поставува корупцијата пред нас. Бидејќи ветивме дека ќе владее правото. Започнуваме отворена битка во која никој што го прекршил законот нема да биде иземен од одговорност. Заедно со мојот кабинет сме целосно решени да работиме на мерки и активности кои ќе придонесат во спречувањето на корупцијата. Подготвени сме да дадеме се од себе и до крајот на мандатот да покажеме дека можеме поинаку и да постигнеме позитивни резултати пред граѓаните. Процесот не е лесен и факт е дека не може нешто што со години се толерирало да се реши веднаш. Но затоа за ефикасни мерки и резултати потребна е вклученост на сите чинители, не само на надлежните институции, туку и на невладиниот и приватниот сектор, на медиумите, на граѓаните. Ги охрабрувам сите активно да се вклучат во оваа заедничка борба, преку прејавување на корупција и без страф од последици. Целокупната работа на Министерството за правда е во насока на заштита и унапредување на човековите права, а особено значајна е еднаквоста пред законот. Поголема заштита на човековите права можеме да обезбедиме единствено со независни и непристрасни судови и обвинителства, кои ќе бидат ослободени од какви било влијание. Дозволете ми да ви информирам дека се наоѓаме речиси на самиот крај на подготовката на стратегијата, односно методологијата за филтрирање или прочистување на судството и обвинителството. Не случајно го споменувам овој процес како еден од клучните за изградба и враќање на независноста и непристрасноста на правосудниот систем, што представува основна претпоставка за владењето на правото, затоа што правдата значи заштита на човековите права. Рецидивите од минатото,
остатоците од Сваровски судството, попречувачите на правдата, не може да бидат дел од правосудниот систем и да носат пресуди во името на граѓаните и не може да ги штитат и унапредуваат нивните права. Потребно е да утврдиме временска рамка, односно рокови во кои ќе се изврши ова филтрирање и ќе се одвојат честните од нечестните судии и обвинители. На 28 декември Советот за реформи во правосудството ќе ја усвои методологијата по која ќе се изврши филтрацијата на судството и обвинителството, преку која Судскиот совет и Советот на јавни обвинители, како одговорни тела, ќе направат прочистување во своите редови. Многу меѓународни извештаи конкретно посочија за одредени состојби во правосудството, за кои е потребно да видиме дали има намерно заташкување на предмети, намерно нивно застарување, неправедно постапување или недоволна заштита. Сепак сметам дека има светло на крајот на тунелот. Дозволете да ве потсетам дека неслучајно Европската комисија има зборови токму за проактивната улога на Судскиот совет. Ова се однесува особено во делот на примената на новите правила за именување и унапредување на судиите, како и за утврдување на дисциплинската одговорност и нивно евентуално разрешување. Во периодот 2019 и 2020 година се разрешени 8 судии, а согласно информациите од Судскиот совет има постапки за уште 83. Ако сакаме да успееме и да станеме модерна европска држава, правда едноставно мора да има. И тоа еднаква за сите, безкомпромисно и со еднаков аршин. Всушност, само така може да се зголеми довербата на граѓаните во судството и обвинителството, преку разрешница на крупни судски случаи со големите риби. Во ова, според нас, многу значајна конференција насловена Перспективи 2021, да ги подсетам тие што не следат дека ова не е прва конференција од овој вид. Обично на крајот на годината или на почетокот од годината правиме една ваква конференција. Предходните настани кои беа во организација на Цивил во рамките на Freedom Festival, фестивалот на слободата, исто така има свој аспект кој се однесуваше на перспективите во 2021. Тоа се сите оние панел дискусии, конференции кои се однесуваа на пописот, на социјалната правда, на дискриминацијата, на изборите и на низа други теми кои беа покриени во текот на декември, практично месецот на човековите права според Цивил, нели, кога е и 10 декември меѓународниот ден на човековите права.